бројот на ново заразени и во цела држава и бројот на починати како и во цел свет расте. И тоа ни ја испраќа пораката дека мора континуирано да ги почитуваме препораките и да бидеме побрзи и поефикасни во спроведување на истите. Денеска сме во прилеп да изразиме нашата поддршка, да изразиме нашата солидарност, но и да покажеме дека како држава во услови на криза навистина покажавме како е да се функционира и да се реагира брзо и ефикасно. Вчера градоначалникот на Прилеп упати повик, даде иницијатива за поголем ангажман на нашата армија токму во Прилеп, како една од општините каде што се забележува зголемување на бројот на заразени. Денеска, уште пред да стигнеме во општината, веќе на улиците на Прилеп беше видлива промената. И можевте и сите вие, може и граѓаните да видат дека армијата веќе почна да функционира на еден нов начин. Уште од петокот ги почнавме сите подготовки, касарните низ територија на цела Северна Македонија, да обезбедат поддршка на единиците на локална самоуправа таму каде што таква поддршка се бара. И денеска можете да видите дека и во Куманово, и во Прилеп армијата превзеде активности со кои ја поддржува општината, но пред се влијае на одржување и обезбедување на сите мерки за безбедност од страна на граѓаните во секојдневниот живот. Можеме да направиме 1001 препорака, ако препораките не се почитуваат, тие паѓаат во вода. Сите сме свесни дека нашиот секојдневен живот стана многу различен, многу потежок и многу покомплициран. Меѓутоа, тоа е единствениот начин да се справиме со оваа невидлива опасност на прв поглед. И затоа денеска пред маркетите, пред банките, пред местата каде што во принцип се правеа гужвите, ќе видите по неколкумина униформирани припадници на армијата, чија задача не е да создаваат страв, туку почита која што ја уживаат кај граѓаните да биде употребена за повеќе ред. Сакам да честитам на општината, што е можеби и прва во државата која што на многу прегледен начин ги обележа местата каде што им препорачува на граѓаните да чекаат пред влез во супермаркетите, пред влез во банките. Општината го прави своето, армијата ја дава поддршката, секој од нас одлучува дали овие препораки ќе спасуваат животи или нема да ги почитуваме. Денеска првичното учество на армијата беше со помали бројки, меѓутоа денеска сме на овој штаб заедно со половина речиси од генералштабот на армијата да се договориме како оваа бројка во следните денови ќе се зголемува. Ова го почнувавме во Куманово, сега во Прилеп. Тоа е можност која што им ја дадовме и на другите единици на локална самоуправа и до среда ќе знаеме точно кои општини каква поддршка од армијата побаруваат. Тука е армијата и мислам дека нема никакви дилеми, дека во моменти на криза ова се задачи со кои најдобро ќе се снајде и армијата. Меѓутоа, верувајте, нема сила, нема полиција и нема армија која може да не спаси доколку не ги почитуваме ние препораките. Нашата отпорност како држава зависи од одговорноста на секој од нас поединечно. Ако има и малку неодговорни, во вода ќе паднат сите наши напори. И затоа препораката до сите: седете дома, почитувајте го полицискиот час, почитувајте ги мерките за безбедност тогаш кога мора да излезете и водете сметка дека сме во се во ова заедно. Ние постојано мора да водиме сметка од една страна максимална заштита на здравието, од друга страна и ние како и сите граѓани сме загрижени дека економијата не треба и не смее да запре. И затоа пораката која што главниот штаб ја испрати и до коморите, и до бизнисите, е во следниот период да се прилагодиме на нови начини на работа. Соодветна дистанца помеѓу граѓаните, мерки за безбедност. Да го посетев Прилеп пред 3 недели, најверојатно многу малку од нас ќе носеа маска и ракавици. Меѓутоа, денеска сме свесни дека и тие спасуваат животи. Се прилагодуваме ние, мора да се прилагодува и бизнисот. Меѓутоа, тука сме за да покажеме дека е ова заедничка битка,
и дека од таа заедничка битка ќе излеземе како победници. Последниот повик и благодарност до сите припадници на армијата кои што учествуваат во оваа акција. Ова е предноста на градови како Прилеп, кога имате касарна. Вие сте првата линија на поддршка и на помош. Очекувам поголем број на припадници на улиците на Прилеп и убедена сум дека граѓаните на Прилеп тоа ќе го дочекаат и со олеснување и со благодарност. Благодарам.